Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Министерот за здравство Венко Филипче апелира родителите да го прифатат процесот на тестирање. Во состав на предизборната кампања беа одржани неколку пресконференции. Фудбалската репрезентација на Македонија за играчи до 21 година ја забележа првата победа против Ерменија со 2:1. Методологијата за спроведување на скринингот за коронавирус во училиштата е готова и од утре ќе се започне со барање на согласност од родителите, најави денеска министерот за здравство Венко Филипче. Тој апелира родителите да го прифатат процесот. Родителите на ученици кои ќе бидат избрани за корона скрининг во училиштата, од утре ќе може да се изјаснуваат дали ќе дозволат тестирање на нивните деца. Министерот за здравство Венко Филипче рече дека методологијата за спроведување на процесот е подготвена, а прв чекор ќе биде барањето согласност од родителите. Моделот за скринингот е готов. Закаснивме една недела. Требаше да започне скринингот оваа недела, претходната да биде завршен, меѓутоа нешто подолго потреа анализата на бројот на учениците по училиште и во основни и во средни. Така да се огледа на тоа што е сега готов, методологијата е спремна, од утре ќе започнеме да бараме заедно со Министерството за образование писмена согласност од родителите согласно методологијата. Јас верувам дека до крајот на оваа почетокот на следната недела тоа ќе се обезбеди, за да во тек на следната недела и практично се спроведе скринингот. Министерот упати апел до родителите да го прифатат скринингот, појаснувајќи дека се работи за едноставна процедура со земање на бриз, а ќе придонесе за појасна слика околу состојбата со коронавирусот. Апелирам да го прифатат скринингот. Не е тоа ништо страшно, обичен бриз се зема кај децата, исто како брисевите и за детектирање на други причинители на горно-респираторни инфекции со цел да имаме за пократко време еден пресек, една слика. Сега е епидемиолошката ситуација прилично мирна. Немаме заболени деца, немаме хоспитализирани деца, 10 до 15 во болницата во Козле и во ниту една друга институција. Нема податоци за трансмисија во училиштата, но битно е да знаеме дали евентуално би откриле асимптоматски носители на вирусот кај децата. Скринингот ќе се спроведува со брзи антигенски тестови. Планирано е да бидат опфатени околу 8200 деца од основни и средни училишта, пропорционално дистрибуирани по општини според број на ученици. Мобилни екипи ќе одат на терен во самите училишта и ќе го вршат тестирањето за време на наставата. Учениците се бираат по случаен избор од регистарот на електронскиот дневник, а родителите треба да потпишат согласност за учество. Денеска по повод Европскиот ден на органодонорство се одржа настан за подигнување на свесноста за значењето на донирањето на органи и ткива, како и донирањето на коскена срцевина како начин на лекување и спасување човечки животи. Настанот е посветен на сите семејства кои донираа органи од своите блиски, како и на донаторите на коскена срцевина. Посакувам колегите и понатаму да го имаат истиот ентузијазам и желба и енергија да се посветат на својата работа како што тоа го правеа до сега. Работата не е едноставна, посебно во ковид времења, кога работиме во ситуација кога има и физички коридори за изолација, сме посветени на третман на ковид пациенти, има системна ротација на кадрот и покрај тој силен напор, покрај таа силна енергија која што се троши за реорганизација на клиниките, на болниците, ширум државата, колегите да продолжат, да се вложуваат во ова што значи екстра работа, екстра енергија за мултидисциплинарен систем, да се развие екстра енергија да се разговара со семејствата на дарителите, што е еден многу комплексен психосоцијален
процес и зашто секако треба експертиза и знаење, се со цел да продолжиме да ги даваме овие услуги на нашите пациенти, да не се лекуваат од странство, да даруваме живот после смртта, поради тоа што некои пациенти едноставно, освен трансплантацијата, немаат друга алтернатива. Јас се чувствувам многу добро. Помина скоро 6 месеци после трансплантација. Јас сум многу задоволен од персоналот, од министерот. Многу благодарност до фамилијата Балчовски, дека кога ќе ти каже некој дека немаш друг избор, дека ти е единствен ако сакаш да продолжиш да живееш, ќе идеш. И јас со таа помисла заминав. Ми се јави доктор Маја Мајсова и после некој време тие ми се јавија после 10 минути ми кажа дека има срце за мене, дека таа ми е единствена нада за да продолжам да живеам. Успешно реализирана втората крводарителска акција во СВР Тетово за оваа година. Вкупно 19 единици крв беа собрани во вчерашната крводарителска акција во секторот за внатрешни работи Тетово во организација на Црвениот крст и службата за трансфузиологија при клиничката болница од Тетово. Ова е втора акција во СВР Тетово оваа година, така што заедно со првата акција, вкупниот број на собрани единици изнесува 49, не сметајќи ги собраните единици во овој период на повик, информираат од тетовската полиција. Оттаму додаваат дека СВР Тетово години наред активно партиципира во развојот и унапредувањето на крводарителството на Тетовско-гостиварското подрачје со по околу 200 единици годишно од течноста која значи живот. До крајот на годинава планирана е уште една ваква акција во која вработените во СВР Тетово ќе имаат можност да ја покажат и докажат нивната несебичност и хуманост. Кандидатот за градоначелник на Тетово од Движењето Беса, Билјалка Сами, во својата изборна програма нуди решенија на долгогодишните проблеми на градот. Значи, јас као кандидат на Движење Беса за градот Тетово, не само програма, туку со помош, со консултација на експерти од областа, веќе имаме подготвено и детални решенија како да се решават основните проблеми со кои се сочуваме ние, нели, прочем као граѓани на Тетово, со вода за пиење 24 часа, со тргање на ѓубрето пред нашите домови и пред нашите улици, со решавање на урбанистичкиот хаос, со решавање на хаосот во сообраќајот, со тоа што еднаш за секојаш да ги затвориме овие прашања и еднаш за секојаш Тетово да нуди културни проекти, Тетово да нуди, односно општинската власт да нуди проекти во делот на образованието, подобро образование, подобар спорт за нашите деца и све тоа што е нели као понуда на еден модерен и еден развиен град. Заради ова ние цениме дека Тетово има капацитети, има потенцијал, дали финансиски, дали човечки, дали природни дадени од Бога, само треба добар менаџер, сите коцки да ги стави на своје место и за 4 години, еднаш за секојаш, да ги решиме овие прашања, овие проблеми и Тетово да биде град кај што сите, без разлика, дали македонци, албанци, турци и роми, ќе си живееме достоинствено, ќе си соживееме заедно и заедно ќе ги, нели, имаме овие успеси и заедно ќе ги живееме овие успеси на локалната власт и се надеваме и на централно со тоа што еднаш за секогаш ќе бидеме земја членка на Европската унија. Актуелната градоначалничка на Тетово и кандидат за нов мандат од ДУИ Теута Арифи денеска оствари средба со членовите на Сдруженијето на слепи лица пошто учествуваше на состанокот со IT заедницата. Состанокот со IT заедницата ни е многу важен поради неколку причини. Најпрво поради фактот што процесот на дигитализација нас ни е многу важен како процес, како што вие знаете, кога започнавме со минатиот совет, половина на мандатот успеавме да поминеме во комплетна електронска форма на работа на советот, да имаме е-совет и исто така со е-киоскот кој ни беше поддржан од страна на UNDP, да уште еден
еден дел од услугите да можеме да ги ставиме во систем на уплата по електронска форма. Овој состанок денеска ни е важен, имајќи го предвид фактот дека во декември треба да започне, како што најавивме, проектот за целосна дигитализација на општина Тетово и оваа заедница ни е многу важна во однос не само на соработка, туку и идеи и вклучување значи на овој проект. Од ВМРО Народна партија денеска одржаа пресконференција. Почитувани представници на медиумите, ве повикавме денеска со цел да направиме последен обид да издействуваме поддршка од ВМРО ДПМН и СДСМ за нашата иницијатива Средниот совет на општина Тетово да преседава Македонец. Нашата иницијатива деновиве добива масовна поддршка од граѓаните на општина Тетово. Единствено останува локалните ограници на ВМРО ДПМН и на СДСМ, односно нивните председатели, кои инаку лично ги почитувам, да издействуваат согласност од нивните централи и нивните централни раководства. Поддршката се состои од подпишување на декларација која во основа ќе ги штити македонците од мајоризација во локалната самоуправа. Предлогот, како што знаете, е едноставен. Партиите кои во недела ќе освојат мандати да не учествуваат во конституирањето на идниот совет, доколку за председател на истиот не биде избран советник од победничката македонска партија. Исто така, сакам со жалење да констатирам дека е голем минус за демократијата што конкурентските партии не прифатија дебата на која би ги соочиле нашите видувања за моменталната состојба на општината, како и нашите предлози за решавање на проблемите со кои тетовчани секојдневно се соочуваат. Сакам да нагласам дека меѓу првите приоритети на советничката група на ВМРО Народна во идниот совет да донесеме на дневен ред проблемот со православните гробишта во село Фалише, при што ќе побараме да бидат издвоени средства за нивно целосно средување и урбанизирање, како и средства за изградба на капела во кругот на истите, како граѓаните би можеле достоинствено и со сите верски обреди да вршат закопи на своите најблиски. Истовремено, сакам да ве искористам вас, почитувани, да ги повикам граѓаните во недела на 17. Масовно да излезат на овие локални избори и што во поголем број да ја поддржат листата на ВМРО Народна партија и да гласаат за број 14. Пресконференција одржаа од Алијанса за албанците. Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Денеска само 2 дена пред завршување на кампањата, партиите на власта во недостиг на успехи, во недостиг на конкретни проекти и во страв од пораз на избори ја започна црната и негативната кампања против опозицијата. Во Тетово, Гостивар, Чаир, Сарај и други општини се делеле памфлети со клевети, говор на омраза и меѓуетничка омраза. Случајот е пријавен во полиција и мисијата на ОПСЕ ОТИР и јавно бараме откривање на авторите на ова пропаганда. Ваквите активности на хибридниот режим СДС и ДУИ нема да ја спречи волјата на граѓаните за промени, но само ја демаскираат нивната лажна реторика за соживот, општество за сите и слични измами. За кои стојат зад овие вакви памфлети го докажува најдоброто самата содржина на истите, која е слична на изјавите на премиерот Заев и експонентите на ДУИ. Ги повикуваме симпатизерите на Алијансата и албанците и алтернатива да не подлегнуваат на вакви провокации. Слични активности сме виделе и во неколку случаи во минатото и се типични за партиите во паника, во преспред на изборен пораз. Познавајќи ги како функционираат, очекуваме со слични фабрикување да продолжат и до последниот момент, но ги најавуваме дека нема да поминат несанкционирани, прво пред граѓаните преку нивниот глас, а потоа и со закон. Носителот на советничката листа за општина Тетово од СДСМ Илија Димитриевски на пресконференција презентираше проект за изградба на Тетовско градско шеталиште, парк долж реката Пена и ревитализација на стариот дел од градот како дел од нивната изборна програма. Разработивме проект за ревитализација на стариот дел од градот.
со изградба на урбано шеталиште во двете насоки. Една од мостот кај Горна Чаршија во правезна кај џамијата кај Балезоа чешма, а од друга страна во правезна кај населбите Колтук, Два Бреста до црквата Свети Кирил и Методи. Овој проект предвидува надворешна реконструкција на објектите од двете страни на шеталиштето со еко фасада изведена во архитектонски автентичен стил за старо Тетово. Почувањето на шеталиштето ќе биде со гранитни коцки, со поставување на канделабри и цветно аранжирање на истите. Во рамките на проектот ќе стимулираме отворање на пекари, занаетчиски дуќани, кафеани и други економски субјекти, чија дејност е типичен белег за автентично Тетово. Ревитализацијата на стариот дел на градот ќе отвори врата и за развој на туризмот. Понатаму ќе го поврземе градското Тетовско шеталиште со пешачки патеки долж реката Пена. Имено Тетово, како еден од поголемите градови во државата, конечно ќе добие парк по сите стандарди во срцето на градот како што и му доликува. Со овој проект ќе подигнеме парк со урбана опрема, патеки и други содржини од населбата Деребој долж реката Пена од двете страни па се до местноста Бањиче. Паркот ќе зафати површина од 3000 метри квадратни, а крајниот рок за реализација на овој грандиозен проект е до 2025 година и за него ќе бидат издвоени 13 милиони денари. Пресконференција одржа кандидатот за советник во општина Тетово од независната листа на иницијативата Подобро за Тетово Фисник Шабани. Денес сме пред поранешниот спортски центар кој е уништен, расцепкан, бетониран и запоставен со трње, каде што децата веќе немаат можност да играат како некогаш кога игравме ние. Го сметаме за тенденциозно пустошењето на јавните зелени површини, особено спортскиот центар, каде што постојат сериозни сомневања за заговор на општината со урбаната мафија за на крајот да стане градежен простор. Тетово денес има мал градски парк со само 8500 метри квадратни, додека Струмица го имат градскиот парк со 82.000 метри квадратни, Битола со 96.000 метри квадратни и Скопје 670.000 метри квадратни. Да го направиме Тетово град со спортски центар. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Ноќеска половина час по полноќ, 25-годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека околу 22 часот и 20 минути на улица Илинденска во Тетово физички бил нападнат од 44-годишникот Тетовска Мала Речица. Според пријавеното, напаѓачот подоцна се обидел повторно да го нападне и со тврд предмет му го оштетил ветробранското стакло од неговото патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. 30-годишна жителка на Тетово вчера во 11 часот и 25 минути во СВР Тетово пријавила дека низиниот поранешен сопруг исто така од Тетово, а со кого живееле во иста куќа. Во текот на овој месец повеќе пати физички ја нападнал. Се расчистува и документира случајот. Вчера во 20 часот и 20 минути 30-годишна жителка од Тетово во СВР Тетово пријавила дека околу 19 часот и 30 минути во близина на Тетовската железничка станица низиниот малолетен син бил каснат од куќе скитник. 64-годишна жена од Тетовско Новосело вчера во 14 часот во СВР Тетово пријавила дека била претходно во селото каснат од куќе скитник.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Пријатно!